Врховниот суд му пресуди на СЈО е она што накусо може да се каже. На општа јавна седница донесоа одлука и ќе ја прочитам во целост. Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите може да покрене обвинение или да нареди запирање на истражната постапка во период не подолго од 18 месеци од денот на превземањето на предметите и материјалите од неговата надлежност, како кумулативен услов, кој не може да биде пречекорен, сметано од денот на прием на материјалите од неовластено следење на комуникациите од членот 2 од Законот за јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите. И по истекот на тој рок од 18 месеци не е овластен тужител за превземање на јавно-обвинителските работи на предистражни и истражни действија, предвидени со Законот за кривичната постапка. Добро вечер, господин Евангеловски. Ја прочитав одлуката која предизвика во изминативе денови многу негодување, особено кај експертите, меѓутоа и од вашите колеги судии, еве конкретно од Кривичниот суд, беа прашани и обвинителите што мислат за ваквата одлука и речиси сите некако ве нападна, сметајќи дека сте донеле одлука со која всушност се мешате во работата на законодавната власт. Не вие, туку законодавецот требало да се произнесе околу членот 22, односно кога и како се е надлежно да покренува предмети. Прво, очекувавте ли на ваква бурна реакција од повеќе места? Председаве, поздравам да ги поздравам гледачите на Телма телевизија. Благодарам на поканата да бидам гостин на вашата топ тема. Од вашево првично излагање се стекнува впечаток како безмалку сите да ја дочекаа на нож, да го дочекаа на нож правното мислење на општата седница на Врховниот суд на Република Македонија, но јас лично немам таков впечаток, бидејќи и во комуникација со колеги, и во комуникација со обични луѓе, граѓани, и во комуникација со правни експерти, точно е дека има поделеност на мислењата, но во никој случај не постои некоја општо прифатена осуда на едно вакво начално правно мислење. Првата критика беше дека сте донеле, дека немате надлежност како Врховен суд да го толкувате законот. Тоа треба да го направи собранието, некои велат и Уставниот суд доколку има потреба. Сепак донесовте одлука со која всушност ќе се запрат постапките на СЈО по 18 месеци, по 30 јуни. Зошто? Вака, прво имате малку непрецизности во вашите констатации. Значи, не се работи за одлука, се работи за начално правно мислење на општата седница на Врховниот суд. А за да не го повторуваме зборот начално правно мислење на седницата на Врховниот суд, го употребуваме покусиот термин, за да го разберат гледачите. Во ред. Ама ако сакате, ќе го повторуваме цела емисија. Нема проблем. Чисто заради прецизирање, но не е одлука со која што се запира работењето на СЈО или се наложува нешто, ниту пак се работи за толкување на законска одредба. Судовите во своето работење прават судско толкување на закони во безброј случаи. Значи, веројатно денес, во текот на денешниот ден, колку одлуки се донесени од страна на судовите во Република Македонија, толку пати е толкуван некој или некои закони. Меѓутоа, во случајов не се работи за толкување на законска одредба, туку се работи за начално правно мислење кое што се дава за обезбедување на единство во примена на законите од страна на судовите. Законот е јасен, нема никаква причина од некакво толкување. Вие ако зборувате, мене ми се случило многу пати во текот на овие неколку месеци откако беа поднесени обвиненијата од СЈО, да случајни граѓани познаници ме прашуваат што е ова, што се случува, зар смеат овие да водат нови постапки кога им истече рокот? Законот е јасен, рокот истече и општата седница на Врховниот суд токму затоа безмалку еднодушно ја констатира таа состојба. Меѓутоа, ваши колеги исто така мислат дека за СЈО никаде не постои во законот дека е забрането покренување истрага по изминувањето на 18 месеци од преземање на материјалите. Цитирам ваши колеги.
Недопуштиво за коментар. Не е забрането. Кој вика дека е забрането? Законот не предвидува забрана. Значи не предвидува такво нешто. Ниту пак има потреба да предвидува забрана, со самото тоа што законот предвидел овластување и рокови во кои што тоа овластување може да се исползува. Тоа значи дека по истекот на тој рок го нема овластувањето. Нема причина законот да зборува за забрана. Зошто вие? Ова не е забрана, ние не забрануваме никому ништо. Мене јасно ние како новинари тоа го кажавме и тука беше минатата недела подносителот Еленко Миланов, адвокатот, кој што го образложи своето барање од Врховниот суд да се произнесе. Впрочем, тоа со измените на законот за судовите му е дозволено како адвокат и на него и на претходно Боро Тасевски. На Врховниот суд му е едно од задолженијата нови. Уште една работа повеќе ќе имате. Меѓутоа и тука беше сега недоумицата. Зошто Врховниот суд на ваков начин одговори на нивните барања? Или пак, обратно, пак ќе се вратам на моето прво прашање, зошто не сочекавте тоа да го направи собранието? Пак ќе кажам дека сите овие критичари најмногу ве критикуваат за тоа дека се мешате во работата на законодавната власт, иако вие објаснивте, а тоа стои и во одлуката, зошто, со кои мотиви сте имале таква седница на Врховниот суд. Уставот на Република Македонија ја дефинира надлежноста на собранието, ја двои законодавната од извршната и од судската власт и секој постапува во рамките на своите надлежности. Значи, нема никаква причина да чекаме автентично толкување. Значи, ако прашате во собранието, ќе добиете веројатно некој одговор дека колкав е бројот на автентични толкувања кои што се дадени во овој период на самостојноста на Република Македонија од безмалку 3 децении и ќе дојдете, јас ја немам таа статистика, меѓутоа ќе дојдете до некој фрапантен податок дека се работи. Сигурен сум за помалку од 50, а по моја слободна проценка би рекол дека се 20 на автентични толкувања. Значи, не е тоа редовна активност на собранието, ниту пак собранието има обврска тоа да го направи. Меѓутоа, ако имало барање, можело тоа да го направи, ниту имаше барање, ниту тие има такво нешто. Ако има барање за носење на начално правно мислење, тоа е работа на Врховниот суд на Република Македонија како независна судска институција и судот мора да постапи по тоа барање, онака како што законот го Вие го запазивте рокот на постапување? Ние го запазивме, се работи, вие го спомнавте адвокатот Еленко Миланов, се работи всушност за две иницијативи. Втората е од адвокатот Еленко Миланов, имаше уште една, ако не се лажам, адвокатот Боро Тасевски, која што беше поднесена претходно. Се споја двете барања од причина што се работи за односно двете иницијативи од причина што се работи за иста содржина. Меѓутоа, исто така ваши колеги пак сметаат дека во случајов вие се повикувате адвокатите на разлика во судска пракса што всушност ја нема. Нема судови кои што во својата пракса различно одлучувале кога станува збор за предмети на СЈО, а всушност Врховниот суд на тоа ја темели својата одлука. Повторно, еве вие ја прочитавте одлуката, па никаде не прочитавте дека се темели тоа на различната судска пракса. Сега пред малку ја читавте. Да, затоа ја прочитав за да нема недоумици што всушност вие сте. Не знам од каде ви произлегува, веројатно ви произлегува од комуникација со луѓе кои што ја критикуваат ваквата одлука, меѓутоа такво нешто нема во начелното правно мислење, а одредбата од член 37 од Законот за судовите, став 1, тоа јасно го кажува, а го имаме и ставот 2, каде што е содржано токму превентивното обезбедување на единство во примена на законите и тоа советите на Врховниот суд да одлучуваат воедначено. Да, тука да ја разнесиме таа дилема дека ова одлука не е обврзувачка за пониските судови, туку само за советите на Врховниот суд. И сега, кога се соочивме со тоа, со една таква иницијатива и откако одделот, кривичниот оддел на Врховниот суд ја разгледа таквата иницијатива, дојдовме до јасно дефиниран став
дека кривичниот одел треба да и предложи на општата седница на Врховниот суд да се донесе начално правно мислење со цел да се спречи понатамошно предизвикување на несогледливи штетни последици доколку се продолжи со една таква пракса. Да поедноставам, да речеме, ако има предмет кој завршил во кривичниот суд, ако странката се жали и стигне на апелација па на Врховниот ќе укине таквата пресуда заради одлуката што сте ја донеле. Тоа е задолжително. Началното правно мислење е задолжително за советите на Врховниот суд и логичен редослед на размислувањата е дека доколку е тоа и понатаму пракса на постапување, дека ќе следува една таква одлука. Логично. Практично со оваа одлука на вчерашниот состанок во кривичниот суд и писмото што произлезе од таму, неизвестно со писмо дека ќе побараат од републичкиот обвинител Јовески да побара автентично толкување на членот 22 од законот на СЈО од собранието и се повикаа на неколку членови кои важат во законот за кривична постапка, а тоа е дека со одлуката на Врховниот суд, сега веќе го цитирам писмото, се проблематизираат членовите 17, 39 и 40, да нагласам за гледачите, дека тоа е, например, 17 за дела за кои се гони по службена должност или по предлог на оштетениот овластен тужител и јавниот обвинител. Тие велат дека кривична постапка се поведува и се води само по барање на овластениот тужител. Членот 39, права и обврски на јавниот обвинител, ги кажува, дека не значи дека предметите ќе бидат укинати и дека со Врховен не може на никој начин, и тука од една страна како да се согласувате, пак ја мислам, да ги запре предметите веќе покренати. Веројатно може да отидат и кај други обвинители и во организиран криминал или во републичкото или во скопското обвинителство. Ако е така. Јас не ве разбрав, бидејќи не сум видел таков допис. Од кој орган на од Основниот суд 1, односно од Кривичниот суд, меѓутоа вчера по состанокот што го има во Кривичниот суд. Состанокот не ми е познато дека законот за судови регулира некаков орган во Основниот суд кој што би ги задолжувал своите судии како да постапуваат. Такво нешто не постои. Сметате дека ова нелегитимна одлука? Не сум ја видел и не можам да знам, но знам дека законот не предвидува такво нешто. Судиите... Дури ни самиот председател, ако го напише писмото и барањето, не може да биде... Председателот има своји овластувања, меѓутоа тоа не се негови овластувања. Судиите во своето постапување се апсолутно независни и не може, а најмалку председателот на тој суд, ниту пак постои некаков колективен орган во Основен суд кој што би можел да им наложува на кој начин да постапуваат. Тие се слободни да го применуваат законот онака како што по своето слободно судиско верување им налага совеста. Меѓутоа, уште еднаш да расчистиме, значи ли тоа дека сега Кривичниот суд, дури да го почека мислењето и автентичното толкување ако се случи во собранието, и ако спори на овој начин, всушност прво не сме да им наложи на своите суди ова да го прават и второ, доколку донесе одлуката, ќе биде поништена на Врховниот суд. Ве прашувам два пати за некои работи за да бидат работите појасни. Па добро, измешавте две работи, значи не постои орган, повторно ќе нагласам, не постои орган ниту во Кривичниот суд, ниту во било кој друг суд основен, кој што може на своите суди да им наложи како да постапуваат во иднина со своите предмети. Тие постапуваат согласно законот, согласно судскиот деловник и мора да постапуваат, значи нема никаква причина да чекаат дали ќе има или ќе нема барање за автентично толкување, па дали ќе има воопшто автентично толкување. Тие се должни да постапуваат онака како што им налага законот. Значи ова во никој случај не смее да ги спречи тие судии да носат одлуки според своето слободно судиско верување. Втората спорна работа со ова писмо е членот 107 од Кривичниот закон, кои дела застаруваат и кога, па некои дела знаеме дека не застаруваат и по 10-15 години, зависи од делото, значи тоа дека не може да земеме еден рок од 18 месеци кога нешто ќе застари или нема да застари, или кога некое дело ќе биде гонето или нема да биде гонето. Значи, роковите за застареност се дефинирани во Кривичниот законник и тие ја гарантираат правната сигурност. Основна причина зашто постојат рокови за застареност е гарантирање на правната сигурност со цел до бесконечност да не траат судските постапки. Во овој случај, дали постапувало обвинителство кое што не е надлежен јавен тужител
или не постапувало, како се однесувале судовите, тоа е веќе сосема друго прашање. Дали ќе настапи или нема настапи застареност, по мое убедување, од она што можам да го видам, бидејќи предметите не ми се познати како поединечни предмети, но немам чувство дека некој поголем број на предмети би застарале. Меѓутоа, вашава одлука, велите, не значи дека ќе се запрат постапките доколку постојат докази за нив. Значи ли тоа дека еден предмет, еве да речеме монструм кој беше во организиран криминал, кој го превзеде СЈО заради постоење на разговори, а кој што еве сега нема да биде според одлуката продолжен или ќе биде укината пресудата, ќе се врати повторно во организиран криминал со се бомбите како доказ? Нашата одлука не зборува за тоа, што ќе се случи со тие предмети, зборува за нешто друго. Но ако веќе ме прашувате да ви дадам мое правно толкување, тоа значи дека постапката мора да продолжи, а мора да продолжи доколку СЈО не е овластениот тужител, тогаш има овластен тужител, оваа држава има јавно обвинителство, јавна обвинителска служба која што е дел од системот. СЈО е вон од системот. Врз основа на еден политички договор донесен е закон со кој што се врши, да речам, упад во системот, се формира еден орган со специфични овластувања и со специфичен определен рок на трајање, во кој што треба да постапува по одредени предмети. СЈО постапува по тие предмети, не е спорно дека постапува по тие предмети и во тој рок од 5 години за кој што е формирано тоа обвинителство, СЈО би требало да се потруди да направи се што е во нивна моќ за да ги заврши предметите по кои што покренало обвинение. Вие рековте да се потруди да направи се што е во нивна моќ, меѓутоа с факта... Со оглед на тоа дека се доволно кадровски екипирани, материјално обезбедени, со многу служби, далеко повеќе од редовното обвинителство на Република Македонија, мислам дека ја имаат таа моќ и можност да се потрудат да ги завршат своите предмети во рокот за кој што се формираат. Сведоци сме и на тоа дека кога се формираше СЈО, кога ги почнаа предметите, кога се уште во судот, на некој начин беа во основниот суд еден блокирани во однос на постапките, а факт е дека во тоа време и Врховниот суд, односно вие, имавте намера да се произнесете и во однос на тоа дали бомбите се доказ или не се доказ во постапка. Зборувам дека не баш така лесно им беше, особено на почетокот, да отворат предмет и да го протуркаат до крај за да стаса до судница. Секоја работа има своја тежина. Тие луѓе се нафатиле да ја работат таа работа со сите тежини кои што ги има таа работа, имаат определен рок во кој што треба да си ја завршат работата, немаат пречки од никаков аспект, од материјален, кадровски и така натаму, и својата работа треба да си ја завршат. Ако станува збор за тоа дали им било тешко, може би им било тешко, може би им е тешко, меѓутоа можам и јас да кажам дека ниту нам не ни е ниту најмалку лесно да работиме со материјалните ресурси со кои што располагаме, да работиме со неколку суди помалку од она што предвидува систематизација, да немаме доволно вработени, да немаме доволно средства и сега да не се жалам за се што се тешкоти, но сепак си ја работиме својата работа, секој во рамките на своите надлежности. Оно што беше чудно беше фактот што речиси едногласно беа врховните суди во одлучувањето и всушност вие на тоа се повикавте. Само двајца чина беа воздржани. Вакво тип на одлучување одамна јас не се сеќавам дека сме виделе волку да сте единствени за една вака важна одлука за која што се знаеше дека ќе има негодувања, коментари и правни толкувања, меѓутоа политички исто така. Па, мислам дека грешите малку во коментарот за тоа дека не е видено вакво одлучување. Напротив, многу често општата седница на Врховниот суд при одлучувањето е едногласна. Многу често. Би рекол дека е многу поредок случајот да доаѓа до некаква разединување на гласовите и да со тесно мнозинство се носи одлука. Ова е еден од оние случаи во кои што
Едноставно на сите суди, јас нема да коментирам колку суди биле против, затоа што тоа е надвор од моите овластувања. Гледам дека се оперира со некакви бројки. Мојата изјаснување во врска со тоа го добивте, се работи за огромно мнозинство на суди од Општата седница на Врховниот суд, кои што смета дека началното правно мислење, онака како што е предложено, е исправно, и тоа можам да кажам дека и во разговори во седницата на Општата седница на Врховниот суд со моите колеги се чувствува задоволство дека сме настапиле сигурно и јасно за едно од прашањата кое што предизвикува голем интерес во јавноста. Се чувствувате ли искористени од политиката и политичарите, затоа што тие никогаш не најдоа за сходно да го отворат прашањето за утврдување на автентичноста на законот, а од друга страна им ја завршивте на некој начин вие работата со оваа одлука? Ниту најмалку. Значи, нема никакво чувство на искористеност, напротив, како што ви кажав и пред малку, нема потреба од автентично толкување. Одредбата од законот е совршено јасна. На мало дете од улица да му ја прочитате, му е јасно. Затоа и ви кажав дека ми се случува да луѓе кои што не се познавачи на правото, бидејќи и ним им е јасна одредбата, ме прашаат: добро, зошто се случува ова, зар смеат тоа да го прават? Предпоставам дека и вие го имате тоа мислење, но сега ме прашувате мене со цел да се дадат одговори во јавност. Нема потреба од автентично толкување, но доколку има барање од овластен подносител и доколку законодавниот дом одлучи да даде автентично толкување, тоа може да го направи во секое време. Да, јас се сложувам со тоа дека доколку сметале дека е потребно до сега во собранието, може ли да се поднесе такво барање и тоа да го сторат. Тука претходната имаше пратеници кои ги запрашавме зошто тоа не го сториле, ако сметале дека тие се повикани, па испадна дека можеби немале време. Меѓутоа, она што исто така е интересно, кога сме веќе кај политиката и судовите, со ваквата одлука, ако направивме една пресметка кои предмети ќе паднат, да речеме, веќе нема да продолжат, тоа се империја, Талир 1 и 2 за имотот и приходите на ВМРО ДПМН, па тука има десетици предмети, да речеме, кои не беа отворени, попис, актор и други. Сега, ако зборуваме еве конкретно за попис, таму се очекуваше дека ако биде отворено, можеби ќе биде осомничен или обвинет или гонет и Ахмети. Тезата во јавноста беше дека никогаш не се случи ниту еден само предмет за луѓе од ДУИ, да кажеме. Дека на овој начин се спасуваат и тие. Па еве, да одам понатаму во едно слободно толкување, дека можеби суди блиски до оваа партија ги спасиле со гласањето во Врховниот суд. Исто така знаеме дека цело време ВМРО ДПМН од почетокот го спори постоењето на СЈО, иако се договорија дека ќе биде формирано и во однос на тоа дека дури најавува некои претеници жалби во Страсбур, затоа што не им е возможено на вишето обвинителство да се произнесе по тие предмети и слично. Од тука ја влечеме паралелата околу тоа дека врховните суди на некој начин им помогнаа на политиката и на политичарите, или ова дел од пакетот за помирување помеѓу нив? Малку долго ви беше ова излагање. Оти која е за политика е подолго, а кога помалку прашања сред на во излагањето, но еве ќе ви одговорам во кратки црти. Значи, пред се лично не ми е познато кој од тие предмети што ги спомнавте со некакви кодни имиња, за кого се однесува и за што точно се однесува, ниту пак сакам тоа да го знам пред евентуално таквиот предмет да стигне во надлежност на Врховниот суд на Република Македонија. Но независно од тоа, нема ништо што би наликувало на некаков политички договор која станува збор за одлучувањето на Општата седница на Врховниот суд. Она што вие го спомнавте дека е политички договор, сите нам ни е јасно дека дел од политичкиот договор е и формирањето на тоа обвинителство.
Тоа е едноставно политичка Так. одлука. Меѓутоа, таа е преточена во закон и ние сите како суди и како граѓани сме должни да го почитуваме тој закон. И го почитуваме тој закон. Впрочем, и ова начално правно мислење на Врховниот суд е дел од почитувањето на тој закон. Меѓутоа, вие кога зборувате еве и за кодниви имиња дека не ги знаете предметите и слично, вие ако живеете во Македонија не може до сега да не знаете кој предмет зашто е, а сте врховен судија, односно председател на Врховниот суд. Ова ми личи премногу наивно од ваша страна да ми кажете дека не знаете кои личности и кои предмети на што се однесуваат. Тоа мислам не ви веруваме, искрено речено. Воопшто не е наивно, луѓето што ме познаваат тоа добро го знаат. Не велам дека не знам неколку тие кодни имиња за кого се однесуваат, меѓутоа ова сега што ми спомнавте некакви кодни имиња за некои предмети што биле планирани за воиднина, тоа навистина не ми е познато, тоа е работа на тоа обвинителство и независно од тоа кои луѓе се вклучени и кои требало да бидат вклучени во тие постапки, тоа е работа на обвинителството, која ќе дојде да биде судска работа, односно работа на Врховниот суд на Република Македонија, тогаш ќе се запознаеме, и јас лично ќе се запознавам и ќе можам да го дадам своето мислење како судија. Еве, како судија имате ли дилема зошто некои предмети беа побрзо земани во предвид, некои подоцна, некои беа превземени пред 18 месеци, па дури мислам дека и се брзаше во превземањето на сите бомби и материјали од Заев за да се покренат постапките, а некои останаа по 18 месеци. Еве и ние новинарите знаевме да кажеме дека СЈО на некој начин ги одбира предметите и личностите за кои ќе поведе постапка. Па ова ќе го кажам повеќе како граѓанин отколку како судија, затоа што како судија не можам да одлучувам за тоа зошто некој предмет е земен порано или е сработен порано или побрзо, но како граѓанин можам да забележам дека навистина очигледно дека постои некое тактизирање. Вие го спомнавте предметот Монструм. Зачудувачки е за мене зошто толку време се чекаше за да СЈО го побара тој предмет, да го преземе во своја надлежност, ако уште пред или односно непосредно по самото објавување на така наречените бомби беше спомнато дека постојат неовластено снимени разговори кои што зборуваат за овој случај. Со самото тоа што беа изречени капитални казни во тој предмет, мислам дека секој кој што располагал со такви докази бил должен тоа да го стори достапно до судиите кои што одлучуваат за да може да се донесе правилна судска одлука, а во случајов тоа било СЈО кое што ако имало, и ако навистина има такви прислушкувани разговори, тоа можело да го стори многу порано, за да порано се стави крај на овој случај. Одлуката на Врховниот суд за укинување на пресудата на Монструм ниту најмалку не се темели на тоа дали имало или немало прислушкувани разговори, напротив се темели на правилна, односно неправилна оценка на некои од доказите кои што биле употребени против обвинетите. И тоа е она што пониските судови треба да го направат врз основа на заложенијата од пресудата на Врховниот суд на Република Македонија. Меѓутоа, што ќе направат доколку специјалното јавно обвинителство понуди некакви други докази, тоа е веќе нивна работа. Кога сме кај губењето на време, Монструм е типичен пример каде што е изгубено време, затоа што сега можеби повторно ќе се врати во организиран криминал. Уште еден таков предмет е, например, Телеком, кој е земен од СЈО, а не е покренато обвинение од нив, и излегува дека предметите се шетаат од обвинителство или ќе се шетаат од обвинителство во обвинителство и постапката за нив ќе трае уште подолго, што веројатно ќе се рефлектира со неефикасност и на самите обвинителства и на судството. Па јас можам да зборувам во име на Врховниот суд на Република Македонија. Од овие предмети што ги спомнавте, единствено предметот Монструм бил одреден временски период во Врховниот суд на Република Македонија, но за жал евидентно е дека бил подолг временски период статистички, односно деловоднички
во рацете на Врховниот суд на Република Македонија, но помалку е познато, а тоа е факт, дека непосредно по приемот на предметот, Врховниот суд го праќа на мислење предметот до јавното обвинителство на Република Македонија, каде што се задржал енормно долго, невообичаено долго, што значи Врховниот суд не можел да постапува во тој период, и од каде што, за разлика од сите други предмети кои што ги имаме во Врховниот суд, во жалбените постапки, не сме добиле од страна на овластениот обвинител, од републичкиот јавен обвинител, писмено мислење по однос на жалбите на обвинетите. Не знам од кои причини стигнавме до ситуација да држиме јавни седници кои што се одложува. Да, заради немање простор. Не, заради немање простор не беше заради заради неуредна достава, уште еднаш имаше некоја друга формална причина, но најмалку време се задржа кај нас тој предмет. Најмногу време се задржа во Основниот суд и во Апелациониот суд и зачудувачки многу време во Републичкото јавно обвинителство. Кога сме повторно кај бомбите како докази, доколку се превзема тие предмети од редовното обвинителство, сега веќе ве прашувам и како правник и како судија, своевремено беше покренато прашањето дали бомбите треба да бидат земени како докази или не. Па апелација се одлучуваше за предмети поединечно, за шамарите во центар да може да бидат земени во предвид. Мислам дека 5 или 6 такви одлуки имаше. Во мај 2017 вие имавте токму вие идеја Врховниот суд да одлучи дали така наречените бомби што ги објави тогаш Заев може да бидат доказ за кривична постапка. Свикавте една општа седница која не се одржа и до денеска не е одржана таа општа седница. Зошто? Малку ви е погрешна констатацијата, или пак значи да кажам дека повикавте не е неодржана. Ја повикавте судијката Миријана, тоа ми беше вториот дел од прашањето Миријана Лазарова Трајковска. Имаше 2 или 3 одлагања, односно започнатата општа седница се одложуваше и не е донесена се уште одлука, односно не е донесено начално правно мислење. Иако, значи... да, само да ви кажам дека во тоа време ја повикавте и вие, мислам дека и тогаш бевте на интервју во Телма, Миријана Лазарова Трајковска, као ја ви рече, бомбите треба да важат како доказ, а Врховниот суд не може да изигрува заковернодавец и да одлучува за нив. Па ви даде 35 примери кога Страсбург ги прифаќал како докази овие ваквите. Па добро, разговори. Малку ви е не е парафразирано онака како што беше кажано. Ја имам и целата, ќе ви ја прочитам. Но не е битно. Битно е дека госпоѓата Трајковска, Лазарова Трајковска беше повикана на едно од продолженијата на општата седница на Врховниот суд. Со задоволство ја прифати поканата, ни презентираше пракса на Европскиот суд, одговараше на прашања на колеги и ние сме задоволни од тоа што можевме да го добиеме од неа како материјал. Но тоа не значи дека ова општа седница нема да ја продолжи својата работа. Јас само би сакал да најавам дека ќе имаме и договорено е да имаме и некои правни експерти односно суди на врховни судови од поразвиените демократии, кои што исто така ќе го кажат своето мислење, па потоа, веројатно, во текот на оваа година ќе има некакво правно мислење општата седница на Врховниот суд, а во таа смисла, бидејќи ме прашавте какво е моето мислење, ќе се воздржам од давањето одговор, бидејќи моето мислење ќе го презентирам на општата седница на Врховниот суд и не сакам никого да наведувам да се поведе по моето мислење, туку со својот глас даден на општата седница ќе гласам онака како што сметам по своето слободно убедување. Со оглед дека вие имавте идеја да свикате општа седница за да се утврди дали бомбите се доказ, јас ќе си давам за право да толкувам дека веројатно сметате дека се спорни бомбите како доказ и затоа сте имале потреба и сте сакале да повикате една вакава општа седница. Меѓутоа, од тука следи моето прашање, значи ли тоа дека ако одлучат врховните суди дека бомбите не биле доказ, ќе паднат буквално сите предмети на СЈО? Не можам да кажам... Дури оние со 2-годишната казна на Груевски. Не можам да кажам такво нешто. Тоа се некакви
предпоставки каква ќе биде како ќе одлучи општата седница, односно дали ќе има и какво правно мислење ќе формира, е нешто што ќе го видиме во иднина. Меѓутоа, какви се последиците доколку има позитивна и еве пак 17 суди или 15 гласа за? Дека за мене и како студент и како адвокат, правните мислења на Врховниот суд секогаш биле учебник. Може да се случи доколку има таква одлука дека бомбите не се доказ, апсолутно се што работело СЈО, дури и на пресуден предмет веќе да не важи. Тоа е затоа што ќе се жалат по аналогија на Врховен суд и ќе падне. Ако ќе биде, ќе видиме кога ќе биде и ако биде. Само да ве потсетам и затоа што рековте дека лошо сум парафразирала, Мирјана Трајковска-Лазарова кажа судот не може да си земе улога на законодавец и тој да ја уредува таа материја, туку треба да се дозволи индивидуализација на секој случај и индивидуален пристап на секој случај. Останува на судечкиот суд да одлучи во која постапка незаконски обезбедени докази ќе бидат прифатени како докази. Моред изгледа погрешно ве разбрав пред малку, апсолутно се согласувам со ова мислење. Драго ми е. Меѓутоа, ако тогаш не му пресудивте на СЈО, да кажеме, со една ваква општа седница која најавувате дека ќе се случи оваа година, зошто во ова време се случува ова, токму пред дискусијата за судбината на СЈО? Не знам од кај ви идејата дека ние му пресудуваме на СЈО. Ова е начално правно мислење кое што ги обврзува советите на Врховниот суд. А ако ги обврзува во иднина оние што ќе донесат одлука во пониските судови и за странките кои се жалат во Врховниот суд и Врховниот суд ќе се повика на оваа одлука, значи дека тие предмети, како што рековте сами, само може да нанесат штета и трошење на пари и ресурси. Меѓутоа, ниту најмалку не е пресудување на СЈО. СЈО има надлежност согласно законот кој што ја регулира таа надлежност. Истиот закон ги предвидува и роковите во кои што тоа обвинителство е должно да постапува, така да било какво поинакво толкување на нашето начално правно мислење дека представува смрт на СЈО, пресудување на СЈО, тоа се некои, да речам, несоодветни термини кои што не соодветствуваат со реалната состојба. Ако го цитирам председателот на Собранието Џафери, тој исто така кажа дека Врховниот се меша во работата на законодавната власт, меѓутоа најави дека за 20 на дена може да се веќе и одлучува за тоа како ќе продолжи понатаму работата на СЈО, барем јас така ја сваќам таа негова изјава, иако ја немам да видам дали имам тука да ја исцитирам во целост, и дека тоа значи дека ќе се решава во однос на законот за јавното обвинителство и како ќе се вклопи тоа обвинителство. Првото прашање ми е дали воопшто очекувате дека ќе има седница за толкување на автентично на законот на членот 22. Оти ако нема, тогаш сите работи ќе се решат со донесувањето на законот за републичко обвинителство. Ми е познато, нема ниту барање. Ако нема барање, не може да има ниту одлука. Ова изјава на председателот на Собранието малку ме зачудува, бидејќи ни оддалеку началното правно мислење на општата седница на Врховниот суд не значи мешање во работата на Собранието. Значи Собранието си ги има своите надлежности, може да постапува онака како што му налага Уставот, Врховниот суд има своји надлежности и постапува онака како што му налага Уставот. Во однос на превземањето на предметите и бомбите, знаеме дека со претходниот закон СЈО можеше да превзема предмети од било кое обвинителство ако има бомби како доказ и ја имаше таа слобода тоа да го прави. Очекувате ли со измените на законот, односно со законот републичко обвинителство, тоа да биде сменето, затоа што имаше неколку верзии во однос на предлогот како да продолжи работата на СЈО, една од верзиите да биде под капата на некој начин на републичкото обвинителство и да има да може да се консултира и со републичкиот обвинител по оваквите прашања? Па вака, не можам да знам што е она што ќе биде конечно решение, односно како законот тоа ќе го регулира, онака како што ќе го регулира, така ќе го почитуваме како закон, впрочем како што ги почитуваме и сите други закони. Околу иднината на тоа обвинителство, нели,
Се организираат некакви расправи. Пред некој ден имав една покана за на една таква тема за македонската кај Ману, но поради обврски со судење не можев да присуствувам, жал ми е заради тоа. Но секако дека се водат дискусии околу тоа кој е најдобриот начин за да едно обвинителство кое што е формирано со цел да биде надвор од системот, се вклопи во системот. Вклопување во системот е логично да биде во рамките на организационата поставеност на јавното обвинителство во Република Македонија и очекувам дека тоа ќе донесе и поедноставување на работите, а самата иерархија која што постои во јавно обвинителската служба ќе донесе и повеќе законитост во постапувањето. Ќе видиме како всушност ова на крај ќе се реши. Меѓутоа да се вратам на почетокот, со оглед на тоа што кажавте дека никаде во ова што јас го прочитав како ајде точно да кажам, не одлука на Врховниот суд, туку општа јавна седница. Не, начално правно мислење начално правно мислење никаде не стои дека всушност вие велите дека треба да се обезбеди единство на примена на законите од страна на судовите. Сите оние кои што ве критикуваат во однос на ова прашање заради поднесокот токму на Еленко Миланов, односно на адвокатите, во членот на кој се повикува, судот се пропишува дека Врховниот суд на Република Македонија утврдува начални ставови и начални правни мислења по прашање од значење за обезбедување на единство со примената на законите од страна на судовите во рок од 3 месеци, но не подолго од 6 месеци, по собствена иницијатива, по иницијатива на председател на суд и така натаму и така натаму. Значи, не е измислено тоа од оние што ве критикуваа за овој дел, туку дека не можете да одлучувате за нешто за што судовите имаат воедначено веќе мислење за сите предмети на СЈО. Пред малку ви го кажав и го цитирав истиот закон што вие сега го спомнавте, истата таа одредба, и дека се работи, значи, единство во примена на законите и тоа советите на Врховниот суд да одлучуваат воедначено. Значи, ова велите, уште еднаш ќе повторам, станува збор за забуна во толкувањето на експертите во однос на ова одредба. Вие велите дека ќе се уедначи само советите на врховните судови, а не се барало според Еленко Миланов начални ставови, начални правни мислења по прашање од значење за обезбедување на единство и примена на законите од страна на судовите. Значи, ние не можеме да ги задолжиме со начално правно мислење пониските судови како да постапуваат и какви одлуки да носат. Меѓутоа можете да ми окинете пресудата затоа што донесовте одлука дека по 18 месеци не може СЈО да... Ако постои некоја таква одлука во иднина и ако на тоа се повика некоја од странките во постапката, се едно дали е тоа одбраната или обвинителството, тие се странки во постапката, рамноправни, судот, Врховниот суд, откако тој предмет ќе стигне во Врховниот суд, ќе одлучува онака како што налага началното правно мислење. Пауза за реклами и продолжуваме со интервјуто со председателот на Врховниот суд Јово Вангеловски. Останете со нас. Продолжуваме со интервјуто со председателот на Врховниот суд Јово Вангеловски. Господине Вангеловски, во раце го држам извештајот на СЈО, своевремено направен, значи еве да речам од Катица Јанева или незините колеги, и токму во најавата тоа го ставив. Дали со оваа одлука на некој начин вие се одмаздивте или му се одмаздивте на СЈО затоа што во овој извештај сте вие опфатени и како што во извештајот, еве да парафразирам, ве нарече таа дека сте биле во дослуг со претходната власт. Вие бевте еден од четворицата судии кои сте биле во дослуг со претходната власт. Па прво, по однос на самиот извештај, за мене е спорно прашањето на легитимноста на доставување на посебен извештај, тоа е наречен посебен извештај, во кој што има некакви озборувања, бидејќи се зборува за тоа дека некој нешто зборувал,
а не се даваат докази за тоа. И јас ќе прочитам, извинете, дека вели дека имале сознанија, дека разговарате разговор меѓу Јован Ангеловски како председател на Врховниот суд на Република Македонија, Мила Јанакиевски како министар за транспорт и врски, како и необјавени разговори остварени од страна на Јово Ангеловски од 2011-2012 година покажуваат непрофесионално и несовесно извршување на функцијата председател на Врховниот суд на начин што истиот во повеќе наврати на своји соговорници им изнесувал информации од судските постапки кои се водат пред Врховниот суд. Тоа го напиша во овој посебен извештај. Дали тоа обвинителство, односно тој обвинител постапува совесно во спроведувањето на законите, објавувајќи нешто што е во спротивност со закон за заштита на приватноста, а во крајна линија има, како што реков во почетокот, озборувачки карактер, бидејќи зборува, односно озборува дека некој имал некаков тип на разговори. Ако во рамките на своите надлежности тоа обвинителство сметало дека се работи за нешто за што може да води постапка, тоа е во рамките на неговата надлежност, и ако не повел постапка, ја поверил својата обврска да води постапка. Со самото тоа што не е поведена постапка, значи дека ова има само карактер на озборување. Во однос на првиот дел од вашето прашање, дали ова е моја одмазда? Прво, ова не може да биде моја одмазда, бидејќи се работи за начално правно мислење на општата седница на Врховниот суд на Република Македонија, кое што начално правно мислење, ниту најмалку, него засега тоа обвинителство. Тоа е мислење донесено од страна на највисокиот орган на Врховниот суд, кој што ги обврзува неговите совети, а она што треба да го работи тоа обвинителство си го работи врз основа на законски овластувања. Ние само предупредуваме да не настанат поголеми штети од оние што евидентно до сега се направени со постапување вон од овластувањата и да не се нанесат ниту материјални штети, ниту пак, она што е уште потрагично, да се продолжи со некакви активности кои што ги загрозуваат правата на граѓаните. Ако не се одмаздувате сега, а од друга страна во еден посебен извештај со овој речник и на овој начин Вестајла Јанева цитирала и членови од закони за нестручно и несовесно вршење на дејноста. Меѓутоа, самиот факт што пак ќе се навратам, поведовте, односно имавте намера да се одржи и сакате се уште да продолжи да се одржи таа општа седница на која ќе се дискутира за бомбите како доказ, нели ви прави малце конфликт, да речеме, на интереси? Не. Од една страна да не ви е мила Катица Јанева или се со оглед на вакво нешто, или пак дали чувствувате потреба да се изземете на таа една општа седница кога ќе дојде гласањето за бомбите како доказ, затоа што сте цитирани или наведени во некоја од бомбите? Ако станува збор за изземањето, тоа обвинителство своевремено поднесе барање за моје изземање според сугестии од Дневниот информатор, и општата седница на Врховниот суд на Република Македонија тоа барање исто така со едно огромно мнозинство го одби како неосновано. Значи не чувствувате ниту морална потреба да се изземете? Напротив. Се врти повторно околу СЈО, меѓутоа еве уште едно прашање кое што на индиректен начин го замиша и СЈО беше распределбата на предметите од АКМИСот. Јас пред неколку дена објавивме дека за жал нема да има потребни средства од околу 5 милиони евра за набавка на нов АКМИС за судовите, ниту пак за стручна, односно експертска помош за работа на новиот АКМИС. Ќе остане стариот, а во раце го држам извештајот од завршениот увид во функционалноста на информатичкиот систем и надзор над примената на одредбите од судскиот деловник во судовите. Вие сте сведок во оваа постапка во однос на тоа како се употребувал АКМИСот. Меѓутоа, своевремено имаше во јавноста дека и вие на некој начин со измената на распоредите на судиите кои што ќе постапуваат, го доведувате во прашање функционирањето, односно правичноста на распределбата на предметите. Индиректно влијаете на нивната распределба. Ќе одговорам на последното прашање, значи
И јас, како и сите председатели на сите судови, мораме да се грижиме за ефикасноста на работењето на судот со кој што председателствуваме. Така да распоредот во рамки на оној човечки потенцијал, односно оној судиски потенцијал со кој што судот располага, мора да биде направен на најдобар начин да биде искористен тој потенцијал. И сега, ако имаме состојба да од одредена област бројот на предмети биде намален, од друга зголемен, еве сега е еден таков случај во кој што беше направена од моја страна една голема еквилибристика, да со 19 судии кои што стојат на располагање на Врховниот суд на Република Македонија, наместо 25, се оформат и функционираат 4 совети од по 5 суди. Сега математиката вика дека тоа не е точно, 4 по 5 се 20, ние имаме 19, меѓутоа функционираме. Меѓутоа, еве јас ќе го цитирам извештајот во кој се вели што се случува во Врховниот суд. Не било формирано работно тело за управување со движење на предметите во судот. Во судот повеќе пати е донесен нов годишен распоред за работа. Сега ви цитирам за да не речете дека лошо парафразирам. Се забележува дека во судот воопшто не се почитува начелото за специализација на судовите кои постапуваат по области. Чести се прераспоредувањата на судовите без активно образложение, при што судии кои постапуваат по предмети од граѓанска материја се прераспоредени на кривични и слично. Па дека со честите промени во годишниот распоред на судот се влијае на неговата работа, составот на советите и слично. Го цитирам извештајот на Министерството за правда. Еден извештај кој што јас кажав повеќе пати беше направен по нечија нарачка. Вие како истражувачки новинари можете да направите една анализа, па да прашате кој, кога, како, колку и така натаму нешто се соодветни прашања и веројатно ќе дојдете до еден резултат кој што ќе ви укаже на тоа зошто, како, кому и му е нарачано и што е од тоа кој колку загубил, колку добил и така натаму, не е битно. Ние како истражувачки новинари работиме на предметот, меѓутоа да кажам дека за жал својата работа не се има завршено уште обвинителството во однос на овој предмет и се уште не е покренато обвинение, а има истрага за акмисот. Јас ќе ви помогнам на начин што за разлика од овој извештај кој што некој го подготвил во буквално половина час, ова не го измислувам, затоа што бев известен од службите во судот дека таа комисија се задржала во судот половина час и за тие половина час дошла до вакви резултати. Јас ќе ви доставам извештај од една комисија составена од повеќе судии, од информатичари, експерти, па вклучително и компанијата која што го изработи тој софтвер, Акмис, и која што долго и макотрпно работеше за да даде еден извештај за целокупното функционирање на Акмисот и забележаните недостатоци во функционирањето на Акмисот во еден период од 2011 до 2018 година. Не сакам сега да зборувам за тоа што ќе најдете во извештајот, меѓутоа она што ќе го најдете се разликува од оваа состојба, а е правено една навистина сеопфатна и стручна анализа. Акмисот не е идеален, затоа се бара нов Акмис. Постојала и комисија во Врховниот суд која решава како ќе се решат одредени дилеми заради не велам само прераспределба, туку и електронската работа на самиот софтвер. Значи, распоредувањето на предметите е само еден мал сегмент од вкупниот АКМИС систем. Кога станува збор за распоредувањето на предметите во Врховниот суд, јас повеќе пати сум кажал и сум гарантирал и го потврдувам, а тоа и работата на комисијата го укажува дека од моја страна никогаш во никој случај не е направено ништо за некој предмет да биде распореден во некој друг совет. Треба да се има во предвид дека судот, Врховниот суд на Република Македонија одлучува во совети, секогаш во совети. Кога сме кај советите? Кога сме кај советите, само да ви кажам нешто. На изборот
Затоа што пак ќе го цитирам извештајот. На овој начин, случајниот избор на судија со автоматска распределба на предметите се суспендира и наместо случајен избор на судија се добива очекуван избор на судија. Да преведам народски, како што знаеше јавноста, например, штелувани се, да речеме во наводници, кривичните совети за да бидат некои одлуки изгласани со 3 наспроти 2 гласа, токму во тој период беа одлуките за притворот на Кочан. И тука имаме прераспоредување. Случаите со Лидија Неделковска и слично. Кочан беше во бегство, тоа се водеше постапката пред судскиот совет, која и за ова се влече, значи дисциплинска постапка за овие суди. Значи токму еве Сејат Кочан беше примерот. Разглобивте неколку прашања, но повторно да се вратиме на АКМИСот, па ќе продолжиме и на се ова ќе ви дадем одговор. Ова беше всушност примерот кој се даде како се штелува советот за да се донесе одлука. Значи советот не се штелува и не може да се штелува затоа што советот одлучува во советот петмина. И ако еден судија има 20% од вкупниот фонд на гласови во тој совет, тие негови 20% не значат ништо во однос на останатите 80%. Ама ако едниот се разболи, Лупевска се разболи, Вангеловски е прераспореден на друго во друг совет и слично. Не можете никако индиректно да влијаете? Мислите дека петмината суди ќе одлучат спротивно на закон? Меѓутоа, зошто токму случајот Сејат Кочан е даден за пример за штелување за распределбата на предметите и дека се суспендира редовниот избор? Во извештајот го нема како пример, веќе ако спомнавте, вие го спомнувате. Се алудира, мислам, на овој предмет. Не, во извештајот не. Не е напишен, јас си го допишав, ве со пенкало, може камерата да регистрира, меѓутоа на тоа се однесува. Тоа што го има во јавноста е нешто друго. Јас ќе на истите тие луѓе што алудираат на тоа, ќе им го поставам прашањето зошто сега во новиот закон, предлог закон за кривична постапка, онаа одредба која што ја немаше во членот 169 став 5, во кој што не стоеше дека жалбата не го задржува извршувањето на решението, сега се внесува како одредба во законот. Од проста причина што некој што го пишувал тој закон од нему познати причини, тоа не го вметнал, некој што го носел тој закон, тоа е Собранието на Република Македонија, исто не ја вметнал таа одредба и не можете да очекувате дека Врховниот суд нема да ја почитува одредбата онаква каква што е во законот. Значи во законот не стои дека жалбата не го одлага извршувањето на решението. Ако не стои така, судот не смее да му го ускрати правото на жалба, односно или да наложи извршување на решението пред неговата правосилност. Тоа е кршење на закон. Добро, сега ако одам вака критички, морам да кажам дека се виде на крај судбината на овој предмет дека беше политичка и сите одлуки што се носеа во очи на гласањето на амандманите за промена на името. Не ја гледам сега, во време кога се носат некои измени на законот, судбината на тој предмет ја гледам тогаш. Ако и тогаш барањето за заштита на законитоста во Законот за кривична постапка му беше дадено во исклучива надлежност на Републичкиот јавен обвинител, а зошто тогаш и сега во измените на Законот за кривична постапка не се менува, туку вика Републичкиот јавен обвинител е подносител. Па Републичкиот јавен обвинител беше подносител на едно такво барање за заштита на законитост. Да, меѓутоа моето прашање беше во однос на распоредот на судиите, само да кажам еве уште еднаш во овој што не го признавате извештај дека вели постојат голем број на барања за изземјање и тоа повеќе од 80 во 2016 година, 100 во 2017 година, многу се за да бидат случајни. Прашањето за барање за изземање е нешто што е регулирано во процесните закони. Дали ги има многу или малку, тоа е фактичко прашање. Еве, секогаш кога имаме состојба да дојде нов судија во Врховниот суд на Република Македонија, се соочуваме со енормно голем број на барања за изземање, поднесени од страна на истиот тој судија, од проста причина што дошле да се одлучуваат предмети во кои што учествувал во понискиот суд. Така да тоа не заслужува, не е вредно за коментар. Има онолку барање за изземање колку што налага фактичката состојба. Ако за се сте во право и тука изнесовте факт. Сум во право, да. Зошто тогаш не одат вашите колеги, па и вие, не знам дали сте биле воопшто, кај Републичкиот судски совет кој што покрена дисциплинска постапка во однос на
овие прашања? Не е тоа точно. Судскиот совет на Република Македонија, во Судскиот совет на Република Македонија се водат некои постапки. Не е точно дека колегите или јас не сме оделе. Имало ситуации кога не сме можеле да одиме од оправдани причини. Почесто дека не сте можеле отколку што сте можеле? Па добро, ние имаме обврски. Едноставно закажана јавна седница на која што се одлучува за нечи доживотен затвор секако е од побитно значење за судот отколку присуство на една седница на кај Судскиот совет на Република Меѓутоа кај јавноста се добива впечаток дека ги бойкотирате или ја бойкотирате отворената дисциплинска постапка и не сакате да се изјаснувате во однос на прашањата поставени? Времето ќе си го покаже своето. Судскиот совет на Република Македонија има своји надлежности кои што е должен да ги исполнува. Ние како суди исто така имаме своји обврски и своји надлежности, а времето ќе каже како ќе завршат овие постапки. Според мене апсурдно е да се бара одговорност за донесена судска одлука. Тоа е. Впрочем и новиот закон за судови зборува за такво нешто, но и порано исто така беше регулирано. Значи ова е одлука која што е донесена од надлежен суд во постапка предвидена со закон. И стоиме за таа одлука. Дали било гласањето 2-3-3-2-4-1-1-4, воопшто не е битно. Советот стои зад својата одлука. Јас ќе ви кажам уште нешто што е дел од праксата на Врховниот суд на Република Македонија, дека судиите кои што учествувале во носењето на некоја одлука и во случаите во кои што тие биле против таквата одлука, зборувам и за себе, зборувам и за сите други судии, учествуваат во изготвувањето на образложението на одлуката. Без оглед на тоа што не се согласуваат со таквата одлука, односно не се согласувале со одлуката и гласале против, рамноправно учествуваат во опишувањето на одлуката. Тоа е една пракса што е вообичаена и нормална. Како сублимат на ова интервју ќе заклучам дека велите дека одлуките никогаш во Врховниот суд, барем вие кога сте председател, не се носат врз основа на политички влијанија, притисоци и слично. Да, и како такви треба да бидат почитувани. Не велам дека стручната јавност не може да ги коментира, може да ги коментира, драги ни се коментарите, но изнудените коментари, да не речам смешни образложенија, без да се прочита основот врз основа на кој што е донесена некоја одлука, од типот на тоа дека Врховниот суд не смел да одлучува, а не се прочитало дека законот го задолжува Врховниот суд да одлучува. Ајде, ако вие немате влијанија политички, уште едно прашање што морам да ви го поставам, затоа што во Македонија има две одредби, односно оценки за судството. Едното дека е политизирано, второто дека е корумпирано. Како човек и како... Сега ќе ме прашате дали ви бил понуден подкуп за да решавате по одредени предмети и дали и како сте реагирале? Веројатно, заради тоа што луѓето доволно ме познаваат, сигурно дека се воздржуваат да пристапат кон еден таков разговор. Јас кариерата правничка во најголем дел ја имав како адвокат, од која што кариера пристојно сум екзистирал, па и се уште пристојно екзистирам, така да тоа е веројатно пречка за таков тип на разговори со мене. Мислите ли дека има потреба вие како председател на судот да направите истрага или проценка дали тоа им се случува на вашите колеги? Или обратно и тие може да побараат пари за одредена одлука? Значи, дали би се правила истрага, тоа е јавна обвинителска работа, како стручен термин, ако веќе го зборуваме. Ако зборуваме за некаков тип на анализа или анкетирање, сум согласен со тоа дека на ниво на Македонија треба да биде спроведена некаква анонимна анкета. Една таква беше спроведена пред 7 или 8 години, која што покажа некои резултати кои што во тоа време не и беа по волја на тогашната власт, но јас и тогаш и сега сметам дека резултатите од таа анкета беа валидни и ја покажува реалната состојба, но
тоа е нешто зашто ни треба соработка со екипи кои што се занимаваат, кои што се професионалци од тоа област и мислам дека треба да се направи. Анкета или пак од друга страна по примерот на Албанија, иако тоа кај нас уште не е можно да се испита потеклото на имотот и средствата кај судиите и се што стекнале во однос на во текот на нивната судска кариера и обвинителска. Има и некои такви размислувања. Ако станува збор за случајот на Албанија, ние гледаме малку тоа од она што ни го пренесуваат медиумите. Јас ќе ви кажам дека изминативе 2 години во неколку наврати сум се сретнал со председателот на Врховниот суд на Албанија. Се работи за исклучително почитуван колега, кој што е професор на универзитет и кој што ми кажа како во пракса ова се случува. Во пракса ја имате сега состојбата во Албанија, да Врховниот суд на Албанија наместо 25 судии има 8 судии, веќе многу подолг период. И сега, ако е во прашање вейтингот, вейтингот е вейтинг, а тие судии ги нема, но не се избра нови. А вели, сега имаме 25.000 предмети кои што не ни се завршени, 8 судии кои што треба да работат се предмети од сите области, кои што едноставно тие 8 судии не може да ги завршат и на крај шеговито спомна, кога се будам секој утро, помислам дали е паметно да отидам на работа како председател или да се вратам како професор. Меѓутоа подобро 8 честни суди отколку 25 корумпирани. Ви благодариме што бевте дел од топ тема на ваша страна, што одговоривте на прашањата. Верувам дека дел од одговорите ќе бидат многу цитирани деновиве како одговор на критиките што ги имавте. Благодарам што бевте со топ тема на ваша страна. Останете на програмите на Теле.